Добро вечер, почитувани гледачи. Време е за отвореното студио на телевизија Нова и вечерва тема се секако најавените предстојните избори, кои според вчерашниот договор на лидерите треба да се одржат на 11 декември. Што да очекуваме во следните 100 дена кампања и официјална и неофицијална, дали со овие избори ќе се реши конечно политичката криза и што по нив. Ова се само дел од темите за кои ќе разговараме вечерва со моите гости, лидерот на Либералната партија Иван Величковски. Добро вечер. Добро вечер. И двајца политички аналитичари, Владимир Божиновски. Добро вечер, Владимир. Добро вечер. И Рамадан Рамадани. Добро вечер, Рамадан. Добро вечер. Божиновски, ќе почнеме со тебе, бидејќи беше два пати во ова студио гостин во ова емисија и пред обидот за избори на 24 април и пред обидот за избори на 5 јуни. Че има ли избори од трета или повторно има простор да се сомневаме дека можеби нешто ќе искрсне и избори нема да има? Ви ја кажав минатите два пати дека секојаш мора да се остане една резерва. Се надевам овој пат дека нема да се случи одложување. Некако сега е посигурно бидејќи доколку некој се обиде повторно да ги одложи изборите, без разлика која да е партија, тоа негативно ќе се одрази директно и врз самата партија, односно врз рейтингот, односно поддршката која што имаат. Од повеќе причини кои што најважната е тоа што на народот веќе му е преку глава, искрено, од оваа политичка криза и мислам дека и одредена, да речеме, некаква поддршка од меѓународната заедница која што учествуваше во целиот овој процес, самиот политичар, односно политичка партија би ја загубил, затоа што веќе едноставно нема каде да се оди понатаму. Значи, не може веќе да се прифаќаат оправдувања и све она на некој начин за кое што се залагаше која било од страните, мислам дека со ова вчера кое што го потпишаа лидерите или кое што го договори, едноставно све што беше отворено се затвори. Не значи дека не може нешто ново да се отвори, нели? Но мислам дека тоа ќе биде контрапродуктивно за Сметаш ли дека беше постигнат добар договор меѓу лидерите? Па мене искрено да ти кажам, не знам што е разликата меѓу ова сега и пред она што беше договорено пред изборите во јуни, во пред изборите во април, па ако сакаш и пред изборите во април 2014 година, не гледам некоја разлика, искрено да ти кажам. Значи, нешто суштинско да е променето. Едноставно тоа е тоа. Јас секогаш тврдев по изминативе 2 години дека избирачкиот список е добар. Така се покажа дека избирачкиот список е добар. А во однос на самите медиуми, значи медиумите пред се самите медиуми треба да се договорат што и како ќе прават, а не тоа да го остават или да се обиде некој политички фактор да го Ќе поразговараме и за избирачкиот список и за медиумите поподробно. Господин Величковски, вие сте еден од ретките во држава кој е против овој договор, веќе 2 години сте негов жесток критичар. Дали можеби сега го променивте мислењето со оглед на тоа што е конечно даде резултат после 15 месеци, лидерите се согласија дека се исполнили условите за фери демократски избори? Па тие веќе трет пат се согласуваат, ако не се лажам, така да има простор уште да се согласуваат. Тоа е проблемот што ова е договор меѓу четворица политички представници, меѓу 4 личности. Ова не е договор меѓу, така да кажам, пошироко партиите или не е ова договор од интерес на граѓаните и воден низ процес во кој што граѓаните учествуваат. Напротив, кризата сметам дека ќе продолжи на 12 декември доколку изборите се на 11 и останав на позициите кои што су ги соопштил на сето ужаснување нели на представници на меѓународната заедница и на домашни политичари дека во Македонија е подобро да нема договор отколку да има лош договор. Денешната ситуација со овие скаламуци што се прават со изборот на нов министер за внатрешни работи покажуваат дека договорите овде се практично се смешни и се читаат или до точка и запирка или се подразбираат сите нивни пропусти. Едноставно немам намера да коментирам натаму, мислам дека станува збор за провидна игра, но таа е игра која што потписниците, особено од опозицијата, не сакале да ја превенираат или немале капацитет да ја видат и да ја превенираат. После сите искуства со овие пржински договори 1, 2, 3, кои што до сега се потпишувани, јас тврдам и натаму дека не треба да се преговара на такви принципи, дека тоа погрешни беа поидовните основи, кога се утврди прво датум, па после се останато. А ова што сега глумиме дека е прочитан избирачкиот список и слично, мислам дека е смешно да го тврдиме натаму, но рековте во емисијата ќе разговараме на таа тема. Едноставно ќе кажам, да резимирам, бидејќи за вовет претпоставам дека нема потреба да бидеме многу екстензивни.
ова не се избори во кои што поредокот би се менувал, евентуално се обидува да се дојде до одредена бројка на гласови застапеност во парламент и слично. Имајќи го предвид фактот дека државата не е одвоена од партијата, дека напротив, дека и со денешниот пример се гледа дека и тоа како споена, имајќи предвид дека имаме само шминкање на избирачкиот список, имајќи предвид дека и во медиумската сфера не е ништо направено, ова е договор само кој што треба да смири пар политички совести и да спаси пар политички кариери. Ништо повеќе од тоа. Мислите ли дека опозицијата ги исполни тие своји зададени цели или едноставно во овој период само се искористи да се купи време за корекција на рейтингот можеби? Не. Рейтингот во даденава ситуација е второстепено прашање. Мислам дека ништо не е коригирано. Напротив, рейтингот... Зошто опозицијата сега се согласи да оди на избори, ако ништо не е променето? Јас мислам дека вчера слушнав изјава според која проценките биле дадено од представник на СДСМ, не можам сега точно да се сетам кој. Суштината беше дека доколку не се одела на избори наскоро ќе паѓа рейтингот. Јас напротив сметам дека рейтингот ќе се качи во оној момент кога ќе се постигнат овие цели. А целокупниот пржински процес нудеше, тоа беше идејата, особено низ извештајот на Прибе, да се постигнат институционалните капацитети за да се овозможат фер, демократски, кредибилни избори. Ова сега ќе бидат статистички избори, но во меѓувреме забележлива е реакцијата на јавноста, која што и тоа како е свесна дека е практично генерално, значи барем 30% од гласачите се свесни дека овдека станува збор за штитење на партиски или лични интереси, а не и за договор кој што е од интерес на граѓаните. При тоа, значи, дозволете уште еднаш да кажам, факт е дека избори во еден момент ќе мора да се случат. Нашата проценка од различни причини, уште во 2014 година со сето оно што го предлагавме, беше дека тие треба да се случат заедно со локалните. Рамадани, кој е вашиот став за вчерашниот договор? Дали ставот на опозицијата дека се исполните условите за фери демократски избори можеме да го сметаме за конечен или сепак треба со некаква резерва да го сватиме, бидејќи остануваат уште 100 дена треба да се спроведе тоа што го договорија? Не е само опозицијата во прашање, ако... Добро, власта цело време вели дека ќе оди на избори во оној момент кога опозицијата ќе се согласи, затоа ја потенцираме опозицијата. Да, но и опозицијата значи не е безпредметно, не ги одложуваше предвремено закажаните избори, туку имаше целосни компоненти кои не беа исполнети. Како што беше случајот сега, се стави некоја амбалажа на регулирање на медиумите и колку толку во избирачкиот список настана некое прочистување според една методологија која тие претходно ја усогласија нели во кооперација со ДИК. Да не заборавиме, претходните два пати избори не беа закажани од сите политички партии, туку партиите од власта ДУИ и ДПМН ги закажаа на своја глава прво 24 април или 23 април беше, па потоа беше со договорот уште. Со договорот беше, но екзекуцијата на тој договор тие го направија сами и затоа беше до сега одложувањето. Сега конечно ние имаме значи договор со исполнети сите тие структурни прашања кои беа во пржино назначени и мислам дека ова е една солидна база во која ние би можеле да идеме на избори на 11 декември, од после да почне една легитимна политичка представеност во Македонија која се очекува дека ќе ни ги донесат тие избори. Да не заборавиме, значи изборите овие предвремени избори се закажуваат и се барат и Македонија е во таа политичка криза заради нелегитимноста и заради големиот сомнеж во претходните изборни циклуси, почнувајќи од локалните избори па се последователните парламентарни и претседателски избори. Значи не се работи само околу кризата, околу тоа што слушнавме, што направила власта во текот на неколку години на владење од прислушкуваните разговори, туку има целосен нелегитимитет за кој имавме неколку покренати обвиненија, како што е изборниот фалсификат во општина Чаир, најголемо дело во избирачкото право и најголем случај кој се уште не е процесуиран, а и понатамошни дубиози околу изборите во парламентарните избори. Можете ли да лоцирате што доби опозицијата во овие 10 месеци, не се 10, 8 месеци откако првиот пат се одложи изборите? Божиновски вели дека секогаш имал услови за фери демократски избори.
Што е тоа што можеме да го лоцираме, да го таргетираме дека го доби опозицијата во овие 8 месеци и на тој начин да се разбијат тезите дека едноставно купуваја време, нели во обид нели нешто СЈО да сработи во нивна корист или пак да го подобрат рейтингот на еден или друг начин. Дел од јавноста има таков печаток. Кои се аргументите, што доби СДСМ вчера со договорот и со тој договор од 20 јули, за да се смета сега дека има повеќе услови за фер демократски избори отколку што имаше за 24 април на пример? Да, значи перцепцијата е токму поинаква и затоа го назначив последниот дел, а тоа е дека во Македонија има значи сомнителна легитимност на политичкото представување и заради тоа и опозицијата бараше предвремени избори, па после некое време и партиите од власта пристана на тоа и тоа е целта. Значи не е целта да се организират избори во кои не знам ќе победи некоја страна, било тоа да е позицијата или опозицијата, туку да се донесе една власт која ќе биде значи кредибилна и која ќе биде признаета избори Се кои обезбедуваат ли такви избори сега со овој договор? Па сега со овој договор значи има добра база да се одржат по-добри избори отколку претходните и граѓаните повеќе да бидат уверени во исправноста на тие избори. Со тоа малку медиумско реформирање, со тоа малку прочистување на изборниот список и така натаму. Божиновски, избирачкиот список и медиумите беа двете клучни прашања за кои се кршеа копјата овие неколку последни месеци. Тие беа и двете клучни барања и за одлагањето на изборите и на 24 април и на 5 јуни. Во меѓувреме се постигна овие решенија што ги имаме сега. Избирачкиот список беше оценуван дека има многу фантоми, дека има 500.000, 300.000, 200.000. На крајот целата операција заврши со бришење на околу 30.000, кои не се конечни, може повторно да се запишат за време на јавниот увид доколку имаат интерес. Како оценувате целата ова работа со прочистувањето на избирачкиот список? Се крена многу фама на крајот и очекувањата на јавноста. Еве и Рамадани вели дека малку се попрочисти избирачкиот список. Значи се уште има дилеми дали е тој прочистен. Величковски смета дека и воопшто не е прочистен. Со други зборови, избирачкиот список остана ист. Значи, наистина нема никаква разлика од тоа што е сега и тоа што беше претходно. Знаете што е проблемот? Една работа треба да се свати. Во Македонија право на глас има секој оној кој што има лична карта или пасош. Значи кој што е државјанин на оваа држава. Ти тоа право не може да му го скратиш. Јас многу пати сум кажал дека треба да се воведат одредени промени при гласањето, особено кај локалните избори, значи не кај националните, односно кај парламентарните, туку кај локалните избори. Например, имате вие многу позитивни примери од Запад. Нели секојаш се угледуваме на тој Запад, каде што на локални избори, например, може да гласат само оние кои што живеат, односно допринесуваат во таа локална заедница, па дури ако не се државјани. Че ти ако си негде отиден 30 години си излегол, да кажеме, ја живеам во Карпош, ако некој живеел во Карпош и 30 години отишол живее во некоја друга општина или живее во некоја друга држава, зашто он да гласа во општина Карпош? А од друга страна, некој што може би е странец, кој што се уште нема државјанство, живее и плаќа данок во таа општина. Тој треба да му дадеш право да гласа. Но тоа се веќе работи за кои што вреди и треба да се дискутира понатаму. Се надевам дека ќе донесе тука промена. Но сега секој државјанин има право да гласа, без разлика дали он живее тука или не живее. Да бидеме јасни. Ја и минатите гостувања потенцирав. Од тие 1.800.000 гласачи, односно избирачи, не сите живеат во Македонија. Имате луѓе кои што се иселени или кои што се на некаков привремен престој во странство. Како ќе ги избришете тие луѓе? Че ние се согласуваме дека нема 1.800.000 избирачи кои што живеат во Македонија. Сите се согласуваат. Затоа што има дел од луѓето кои што се отидени. Привремено, трајно, не е битно, значи дали се на 2, на 3, на 5, на 10 години Добро, назад. си постојат да тие се луѓе. Постојат државјани се. Како ќе му го скратиш тоа право? Тогаш, ајде да видиме да се промени нешто. Затоа го поддржував она што беше за активна предлогот кој што дое баш од опозицијата, нели, од СДС, за активна регистрација на гласачите. Ајде да се направи таа активна регистрација на гласачите и секој нека си се пријави, тогаш апсолутно ќе бидат трнати ќе биде трнат секој сомнеш за некакво можно манипулација со избирачкиот список.
Но не го предложи, не го повлекува. Зашто го повлека тој предлог? Тој беше добар предлог. И сега на што се сведе? Се сведе на 39.000 луѓе, од кои што 9.000 си се пријавија, значи остана 30.000 луѓе, од кои што дел можеби не слушнале дека треба да се пријават, а другиот дел си живее во странство, исто така не слушнале и можеби не го интересира. И повторно ќе имаат шанса да се пријават. Значи, на крају крајава, избирачкиот да не должен понатаму, избирачкиот список е ист, не со оној од јуни или од април 2016, туку он е ист, сличен со оној од април 2014, со тоа да нели оние стандардни текови движења кои што постојат, односно нови генерации кои што имаат право на глас во изминативе 2 години, починати луѓе така натаму, значи оние тековни промени. Тоа е ист. Е сега СДСМ не сакаше и призна изборите 2014 токму заради нели некакви манипулации во избирачкиот список, а сега го потпише договорот тврдејќи дека истиот тој избирачки список е во ред. Така да мислам дека навистина треба да ни објаснат Точно сега дали е тоа прашање затворено, дали може повторно да се проблематизира во овие 100 дена до изборите или можеме да го сметаме за дефинитивно затворено? Со тоа што вчера се потпиша договорот, мислам дека треба да го сметаме за затворено, него сега треба да ни објаснат зошто не ги призна изборите 2014 во април, ако избирачкиот список бил лош, а сега е добар, истиот тој избирачки список, и зошто се одложуваше во април она договореното од пржина лани, се одложи, па во јуни се одложи, за сега што се добило тој период? Нема никаква промена околу избирачкиот список. И затоа ја пак ја кажам, имаше сосема доволно време да се направи таа активна регистрација и едноставно да се затвори тоа прашање на секојаш. Ставовите на Величковски на Рамадани ќе ги слушнеме веднаш по рекламите. Назад сме во студиото, почитувани гледачи. Тема се секако изборите закажани на 11 декември. Одбројувањето почна. Остануваат уште 100 дена до изборниот ден, секако доколку се случи. Господине Величковски, застанавме кај избирачкиот список. Што беше проблемот во него и дали е надминат? Беа избришани 30.000 луѓе од него, но не се докажа дека тие 30.000 се фантоми, напротив... Условно извршени, пак имаат... Да, тие имаат исто прилика повторно да се запишат. Мојобетот ми беше дека не се докажа тие 30.000 дека се воопшто на некаков начин спорни, ниту дека имале фалсификувани лични карти, ниту дека имале матични броеви измислени, ниту пак дека биле умрени. Што мислите вие, дали ова прашање може да го сметаме за затворено? Четворицата потписници го сметаат за затворено, ќе се обидат тоа да го прикажат како затворено прашање, ние не го сметаме за затворено прашање, напротив. Прво, значи ние се уште немаме прочистување на она што значеше луѓе со по 3-4 лични карти. Очигледно е дека тоа прашање не е затворено. Но тоа не е ниту отворено, не се докажа ниту еден таков случај. Тоа се остана на ниво на шпекулација. Токму заради тоа, ние имавме потреба специјалното јавно обвинителство да не биде спречувано и да не биде ставано во агендата на политичката динамика, туку тоа можеше да се продолжи со својата нормална динамика. Мислите дека со овие прстени проверки немаше да се појават такви доколку имаше, бидејќи се направија... Да, мислам дека немаше. Со набљудување на странски експерти, имаше американци... Ако сакате да ми кажете дека согласувам дека имаше многу експерти, но ако забележувате, сето тоа беше направено административно. Консензусот на четирите партии да нема попис е еден од основните индикатори дека консензусот беше сето тоа административно да се заврши. Втора работа која што сакам да апострофирам, и таа е темелот на целиот проблем, е обидот да се задржи постојниот партиски поредок. Сега ќе ви дадам пример. Вие таа државна изборна комисија која ја збориме. Во нејзините представници на партиите и тројца експерти прифатени од партиите, ама тие не мора да ги имаат истите квалификации како овие кои што се партиски представници. Па таа државна изборна комисија на кого му го достави, ве молам, извештајот за извршеното прочистување? На четирите политички партии. Таа е бирана од парламентот, плаќана од буџетот, а она им реферира на 4 политички партии. Не е моја државна изборна комисија, јас не верувам во таа државна изборна комисија. И не верува пола Македонија. Натаму, ако вие имате обид да ги расчистите сите проблеми, значи тоа се наши политички ставови и можеби аналитичарите не се согласуваат со нив. Но ако вие имате обид да одвоите државата од партијата, кој што на крај се откаже, сите се откажаа внатре во тие пржински разговори. Има ли подобар начин од тоа да го спречите спојот на државата и партијата и на општината и партијата? Па во основа знаеме дека сега
ингеренциите на општините се многу поголеми. Концентрацијата на моќта и борбата на партиите и за таму. И на крајот на крајшто да бидеме скроз отворени. Лични и партиски калкулации се тие кои што спречија да изборите се случат во еден момент. Со сите трошоци што се случуваат и така натаму. Затоа што во еден момент луѓето ќе мора да се определат сака да бидат кандидати за локални или сака да бидат кандидати за парламентарни избори. Ќе се борат за локална власт или се борат за централна власт. Нашите поставувањето на проблематиката за либералната партија било принципиелно. Како да дојдеме до институции во кои има политика. Тоа е нормално бидејќи ги раководат политички именувани личности, но не се партизирани. Добро, очекувавте вие тоа да се реши со овој процес политички? Овој процес беше така дизајниран и извештајот на Прибе не дојде случајно во Македонија. Тој не беше направен, значи таа комисија не беше случајно направена. Тие пари не ги дадоа случајно странските донатори. Тие извештаи и тие согледувања не се случајно дадени година и половина пред овие избори да бидат закажани. Тие се дадени за да може институциите да се оспособат, а не партиите да се оспособуваат и билдаат. Да, господин Нечковиќ, ќе се осудам да речем дека сте имале големи очекувања, да целиот процес беше само за да се направат избори, како некаква почетна основа за разрешување на политичката криза. Тоа беше идејата на 4 потписници на Пржинскиот договор, за да го одржат постојниот партиски поредок. Институциите остануваат со еднаква недоверба. Ние сега зборуваме за минимум услови. Нема минимум или максимум услови, или има услови за избори или нема. Ние сега во сек бараме некоја нијанса. Добро, еве ако сакаме таа нијанса. Значи проблем во Македонија со Пржинскиот петти, не знам више кој анекс е ова. Проблемот во Македонија биле адхок тело на кој на крај комплетно партиски, значи беше создадено и избрано. Биле 30.000 се уште до крај потврдени спорни гласачи, од кои мнозинството се албанци. И, не знам, таму, главниот уредник на Македонска радиотелевизија. Тоа е смешно. Тоа е смешно ако било тоа така, што е разликата тогаш на 24 април, на 5 јуни и на 11 декември. Значи, или ќе ги решаваме проблемите принципиелно, длабински, или кризата ќе продолжи. И тоа беше причината за мојот говор кога кажав дека на 12 декември кризата продолжува. Ќе се глуми дека таа е надмината, бидејќи впрочем постојат најави, желби и размислувања за создавање после тоа концентрациона влада, но овие избори не елиминираа можноста за злоупотреба на државниот апарат, на јавниот буџет. Вие можете 15 дополнителни министри да ставите, 15 пати да се поведуваат спорови, да си поднесуваат кривични пријави. Ние, сетете се, во техничката влада минатиот пат добивме техничка влада за кривични пријави. Секој ден министерот на дополнителниот заменик по една-две му ги лепеше. Тоа е функционалност на институциите. Да ме вратам, само ќе ме извинете уште еднаш околу избирачкиот список. Што е проблемот сега според вас во избирачкиот список? Значи сите се согласија дека тој е прочистен, дека во него нема ништо спорно веќе. Што е тоа што треба да се сомневаме ако има нешто спорно за вас? Јас не знам кои се тоа сите. Се согласија 4 политичари. И меѓународната заедница и експертите. Меѓународната заедница ви е гарант дека процесот треба да заврши онака како што ќе се договорат тие 4 политичари. И тие тоа го гарантираат. Процесот го гарантира. Ви се сомневате дека има измислени луѓе во тој избирачки список? Да. Да, се сомневате дека има. Да. Добро. Господине Рамадани, најголем дел од тие што беа избришани се албанци, тоа во дел од јавноста, особено кај албанците, беше протолкувано и на поинаков начин, дури и се оспори целата процедура пред Уставниот суд. Треба да видиме како ќе заврши таа иницијатива, дали ќе биде прифатена. Генерално, дали сметате дека се заврши работата и дека тие беа спорните луѓе во Македонија? Не, само треба да направиме уште една дистинкција. Значи се работи за прочистување на избирачки список за овие избори. Никој не тврди, дури мислам дека и самите потписници и заставувачи на политичките партии не тврдат дека избирачкиот список е конечно прочистен, не знам, чист како солза и така натаму. И сите знаат дека основната погрешка во прочистувањето на избирачкиот список е списокот. Ние да не заборавиме, веќе сме единствена земја во Европа која нема спроведено уште попис, значи веќе сме 2016 година, не знам колку ретко земји во целиот свет имат ваква положба и генерално се пропаднати држави. Мислам дека и Сомалија конечно одржа некаков попис на население и така натаму. И знаеме дека тоа е фалинката без која не може ние да се одредиме. Најмногу поради раковниот договор и меѓуетничките односи. За тоа пропадне пописот.
Не. Сите се плашат колку ќе испаднат албанците, колку ќе Да, испаднат не, се македонците. плашат за перцепцијата на тоа, инаку нема врска. Значи, другите земји кои има вакви проблеми, како Босна, Албанија, во други аспекти така натаму, си направија своји пописи по други методологии, тоа не е никаков проблем, само треба некој да се најде и да се договори. Која може Босна, која е уште позаглавена со тоа, да се направи, да се спроведе попис, ние секако ќе можевме, но тоа е друга работа, да, друга прашање. Првата дистинкција е за тоа дека ова е прочистување на избирачки список за овие избори. Да, но овој избирачки список што вели Божиновски е истиот со тој за изборите за 2014. Да, ама прочистување се прави за сега, значи не се прави некој, не знам, конечно прочистување на избирачки список, е за овие избори и друго, ова прочистување се направи административно и институционално. Да се подсетиме на методологијата според институциите. Значи таму имаше некои назнаки, ако не биде у ниедна дата набавка. Околу 20 прашања беа, да. Да, и така натаму. И тоа веќе беше договорено. И според таа методологија излезе овој резултат со овие спорни. Значи таму не беше наведено, не знам, дупли матични броеви, што стана појава, значи имаше аргументи за тоа дека во Македонија има дупли матични броеви, тоа не беше никаде спомнато во методологијата. И според таа методологија излезе оваквото прочистување и ова не е никакво бришење на гласачко право. Никој нема право во Македонија да му одземе гласачко право на еден граѓанин на Република Македонија, туку ова се остава настрана, сега се остава настрана до увид, но целосното бришење на избирачкото право е голема процедура во Македонија, со што долго зима и не може да се исполни. Значи никој не ги брише, на некаков начин се тргнати на страна. Уште позагрижувачки е другиот дел кој ретко се спомнува сега, во кој се одбележани, значи 170.000, мислам беше последната цифра и која не е обзнаната и не знаеме за што се работи во тоа. Тоа ДИК треба да го знае и да го објасни пред и гласачите, но мислам и пред политички. Тие се луѓето што ќе бидат ставени со звездичка за да може да гласаат во диаспората, да се пријават за гласање во диаспората. За пријавување во диаспората. И третата дистинкција е околу контролата на партиите, значи и во ДИК и во адхок телото на медиуми. Тоа е она што треба да не загрижува и мислам дека ако има пржино обструкции, ќе има токму во тој дел, како што беше случајот денеска со МВР, некои ИТРП општини кои се прават околу тоа, тоа може да донесе многу нови моменти кои ќе обструират фактички деталите. Околу избирачкиот список, клучен е политичкиот момент. Овие техникали што ги говорите вие се сите во ред, клучен е политичкиот момент. Дали тезата на опозицијата која ги оспоруваше резултатите од изборите од 2014 година поради сомнежите дека била направена некаква изборна кражба и поради избирачкиот список бараш одлагање на изборите кои беа најавени за 24 април 5 јуни, дали сега Да, но оспорувањето, да се подсети на оспорувањето... Се потврдија нивните аргументи или попадна? Тоа е клучно. Не, се потврдија во тој дел, но оспорувањето на тогашната опозиција, не само значи, во македонскиот дел, туку и некои помали партии од албанскиот тогаш беше РДК, значи на чело председател беше Руфи Османи, исто не ги беа признат изборите и мислам и партијата на господинот тогаш не ги призна тие избори. Не беше оспорувањето само заради избирачкиот список, туку за низа неколку прашања кои се случија, значи и за системска коруптивност и ред други прашања и заради контролата на медиумите, не беше само заради избирачкиот список, но овој потпис сега е заради некои работи кои претходно, значи во претходната, да кажеме, клиничка смрт на договорот на Пржино не беа исполнети, сега тие се исполнија и затоа се иде, значи, сега на некакви избори. И уште сакам само една дистинкција да ја нагласам, за да се разбере Пржинскиот договор. Значи, Пржинскиот договор не е никакво средување конечно на Македонија, туку е само добивање на една полегитимна политичка партија, политичка представување од партии кои ќе ја среди Македонија. Значи, и ако приметувате, пак се спомнува извештајот на Приве, пак се спомнува Охридскиот рамковен договор, пак се спомнуваат евроинтеграциите. Тие се константите кои можат конечно да ја средат Македонија, да ја направат подобро место за живење и пофункционална држава кон која стремат мнозинството на граѓаните. Не се овие сега, ако
ми се дозволи да илустрирам со еден пример. Значи, ова се работи за една нефункционална кола која не може да се запали и нам ни треба една идна санација за да стигнеме до авторизираните автомеаничари или сервис каде ќе ја поправиме или да направиме регистрација на таа кола. Тоа е возможно само после нашата регистрација е за Европска унија, тогаш кога ќе ги исполниме тие критериуми, а нашиот овластен сервисер се тие идните политички легитимни представници во кои нема да имаме двојба дека се избрани со фантомски гласачи, дека не знам. Добро, да не забораваме и дека опозицијата има и своји членови во избирачките одбори. Не, кои ги спроведуваат изборите. На денот на изборите имаме. опозицијата има членови во сите избирачки одбори. И тој момент не треба да се заборави. Господине Божиновски, да преминеме на второто прашање кое беше спорно. Станува збор за регулацијата на медиумите. Беше постигнато ова решение за создавање на адхок тело кое во следните 100 дена од утре почнувајќи ќе почне да не мониторира и да не оценува. Како го оценувате ова решение и дали треба да сме среќни како граѓани со него? Мене пак не ми е јасно со ова прво, тоа зборевме цело време. Има ли разлика од избирачкиот список и од изборите 2014 со ово или нема? Ја реков дека нема и никој не ми кажа дека има. И све што читам по сите медиуми, значи, во обид опозицијата често се поставува тоа прашање, која е разликата, го избегнува прашањето. Очигледно е дека нема апсолутно никаква промена од она што беше 2014, а особено од она што беше април 2016, јуни 2016, со ова што ќе биде сега декември 2016. Исте избирачкиот список. Потполно. За медиумите. Наискрено, ја пак стојам на моја теза дека за медиумите да покажат одреден напредок, треба да има волја и желба кај медиумите, кај самите медиуми, и дека тоа не може да биде наметнато од ниту еден Да сме разговарали на оваа тема и надолго и на широко во ова студио. од ниту еден политички фактор. И затоа пак ќе повторам. Секаде имате медиуми кои што се наклонети кон едната или кон другата страна. Со самото тоа што во медиумите има одредени заклучоци, се разбира, кои што има одредени коментари, има одредени ставови, нормално ти ако имаш став, со тој став ги подкрепуваш, ја подкрепуваш едната страна, а нормално дека си спротив другата страна. И тоа не е никаков проблем. Проблем е како да се подигнат стандардите на новинарството за да имаме едно аргументирано соочување. Ке нас тоа е проблемот. А тоа може да го регулираат самите медиуми и никој друг. Така да све ова што се прави обид да се наметна, не мислам дека воопшто ќе подигне некое она квалитативно ниво кај Мислите медиумите. дека ќе профункционира тоа адхок тело, ќе функционира? Дали ќе функционира, значи мене ми е страв да не се користи пак тоа адхок тело од политичките партии за некаков притисок врз самите медиуми, не знам. Не ни знаеме уште како ќе функционира, Да. дали ќе гласа со консензус, дали со надгласување. Треба доправа тоа да се види. Имавме предложени двајца од едната партија, двајца од другата партија. Последниот член не знам како се избра на крај, значи тоа беше многу. Не се ни пријави на оглас. Не беше ни Партиски исти. Не знам, некоја многу чудна комбинација беше тоа вчера што се случуваше, но идејата е развој на медиуми. Ти не можеш да имаш развој на медиуми ако се обидуваш само преку одреден притисок кон медиумот да му наметнеш како тој медиум треба да работи. Самиот медиум треба да биде свесен. Во Америка пазарот е дерегулиран, медиумскиот пазар, односно медиумскиот сектор. Целосно е А никој не дерегулиран. вели дека нема демократија во Америка. Едноставно, ако сакаш да те гледаат, ќе се потрудиш да бидеш интересен. А како ќе бидеш интересен е вака, ако викнеш да кажеме, ако направиш емисија, говориме за политика, тоа така и за сите други содржини. Направиш емисија кај што ќе може да се соочат повеќе ставови, кај што ќе иде интересно. Прочитав денеска некаде на социјалните мрежи вика Далинското единствениот регулатор таму. Ако не ќе смениш, ако не ти е интересно, ќе смениш. Ако сите си седат и се согледа, јас се согласувам, ти си седен, ние се согледаме, зашто јас да го гледам тоа? Така? И затоа велам, значи, не може едноставно да им се наметне на медиуми. Ние видовме, за жал, дека и кога се начна тоа прашање за медиумите, не знам, биле манипулирани од власта, биле овој, не навлегувам дали е тоа вистина или не е вистина, пошто друга ми е поентата.
Предлогот кој што дојде од СДСМ беше да се воведе систем кој што бе систем на цензори. Они предложија систем на цензори, да има еден врховен цензор, као во СССР на време. Не се прави така. Значи, не се, ако ти велиш дека медиумот или медиумите или медиумскиот простор го контролира, не знам, другата страна, и ти сакаш да воведеш некаква демократија, не одиш со предлог кај што сакаш ти да се наметнеш како врховен цензор, па да имаш ти све во своји раце. Не се прави така. И затоа велам, секоја политичка страна ќе се обиде на некој начин да постави такви правила каде што ќе има одредено влијание во медиумите. Самиот медиум треба да му се остави, значи самите медиуми треба да донесат еден предлог, особено тука говорам за телевизиите, бидејќи секако со сите тие предлози кои што беа, најмногу сите оние обиди за притисоци беа упатени токму кон телевизиите. И сега ова што се донесе, пак телевизиите се опатени, веб порталите не се опатени. Што е разликата? Ако знаеме дека веб порталите веќе имаат сериозен удел, исто така, нормално, не се како телевизија, но сериозен удел, исто кај нас, како и во Европа, како и во светот, ако 90% од луѓето имаат интернет, нормално. Така? Имаше некој објаснување агенцијата зашто немала можности да го изврши мониторинг. Имало објаснување, да, имало објаснување, немало објаснување, пак се сведува на тоа. Во ред, остаги медиумите. Ја не велам дека е најдобро решение да биде дерегулиран пазарот како во Америка. Ништо така не значи дека па со строга регулација ти ќе направиш нешто. Затоа самите медиуми нека направат одреден предлог, нека се согласат меѓу себе пред се телевизиите, нека го предложат тоа. Мислам дека они многу подобро може значи многу подобар обид може да направат за да се среди медиумската сфера, отколку тоа да го прават политичарите кои што секогаш го гледаат сопствениот интерес. Комплицирани се работите со медиумите. Она што е можеби поважно, тоа е јавниот сервис. Приватните медиуми се приватни медиуми. Јавниот сервис се финансира со пари на граѓаните. Таму опозицијата доби главен уредник. Мислите ли тоа дека нешто ќе помогне? Јавниот сервис искрено во моментов во изминативе 15 години не е баш многу, да речеме, толку значаен во однос на медиумите, заради тоа што според оние рейтинзи кои што ги добиваме, да кажеме, јавниот сервис нема некој особен рейтинг помеѓу гледачите. Јас очекувате сега да искрено што се однесува до мене, јас би го деполитизирал јавниот сервис. Значи јавниот сервис треба да биде медиум кој што ќе им го пружи на граѓаните она што приватните медиуми не може да си го дозволи, бидејќи оние функционираат пазарно. Има одредени програми кои што се важни и значени за одредени категории, не знам, за деца, за младенци, за одредени структури, за некои што сака, на пример, класична музика. Ние гледаме дека приватните медиуми пуштаат турски серии. Зашто? Затоа што најголем дел од народот ги сака да ги гледа и нормално оние се бизнис ориентат. Јавниот медиум е тој што ќе треба да пушти во такви термини, не знам, одредена дали балет, класична музика, театар, некоја научно-популарна емисија и така натаму. Добро, и мора да информира, и тоа е една од основните функции да информира, да. Основната функција не е една основните, е да информира, односно да едуцира. Да едуцира и додека кај приватните медиуми пред се, значи со гледа се бизнис ориентет, значи тука говориме за забава и нормално они мора да функционираат пазарно, така. Ние тука го имаме тој проблем. Добро, сега доби исто политичко решение и таму е политичко решение. Да. Господине Величковски, како вие оценувате ова што се договори за медиумите? Извини, само една реченица да заклучам. Ништо нема да смени тоа што е уредникот вако. Нека биде уредник и од опозиција, нека се договорат некако како и да е, но не сметам дека тоа има сериозно, има какво и да е влијание во однос на изборите или на изборниот процес. Извини. Јас не би се трудел да се ограничам временски, бидејќи гледам дека имаме време за лежерност во изразувањето, но дел од овие поенти тргна од фактот дека прво беше оценката дадена дека медиумите се ослободени од
политички притисок и влијание, не се напротив. Додека медиумите се финансираат преку една или друга форма од јавни средства, тоа не може да рачунаме дека е така. Приватни или јавни. Јавниот сервис особено. Нито едно од споменатите решенија немам намера да го коментирам, а камо ли да го поддржам, да ви имате адхок тело за медиумски мониторинг по партиски предлог. Тоа ви е признавање дека всушност целокупниот притисок и целокупната атмосфера во медиумите се гради со политичка одлука. Потребна е политичка волја, напротив, за разлика од вашиот став, потребна е политичка волја за да тој степен на политичко влијание биде пренесен преку институционално влијание, односно инсистирање на институциите, програмите од јавен интерес да бидат подостапни, поквалитетни и слично, и тоа да се прави преку јавниот сервис. Исто како што верувам дека во Македонија едно квалификувано мнозинство на новинарски асоциации, на новинари и во сервисот и слично, можат да најдат квалитетни кадровски решенија, при што воопшто не се осврнува на последното кадровско решение, бидејќи станува збор за политичка одлука. Значи, во Македонската радио телевизија за прв пат, тоа е нешто што цело време се случувало како кулуарски, а сега за прв пат и официјално со политички договор, потпишан од политички лидери, ние имаме избор на официјално партиски представник, избор во Македонската радио телевизија, што за жал го ограничува капацитетот кој што е многу поголем на тој уредник, како професионалец и слично, и го става во рамки да биде обсервиран како партиски представник. Тоа е штета. Втората работа е дека во даденава ситуација мора да се вратиме назад на една илустрација што господинот Рамадан ја даде, дека ние сме имале расипана кола и дека ние сега само сме ја оспособиле колата да стигне до првиот сервис. Тоа не морало да биде така. Напротив, нас низ пржинското посредување меѓународната заедница ни прати шлеп служба. И вика, дечки, ставете ја колата на овој камион, ќе однесеме во квалитетен сервис. Ние одлучивме 4 мајстори, нешто со клешти малку да фатат, затегни тука каишот, пробај тука затегни шрафот. И колата се распаѓа нормално. Тоа е, ова е таа ситуација во Македонија во моментот. А шлепов што беше прибе? Извештајот на Шлепот беше извештајот на прибе. Шлепот беше добронамерноста. Јас тука сакам да обсервираме малку повеќе прашања кои што се од суштинско значење, а не адхок решение на 4 лидери седнати, нели, онака чисто за да може да завршат некој процес, да не ги искараат. Извештајот на прибе имаше многу повеќе содржини и визави медиумите. Јас лично го поддржувам предлогот што Ван Хауте го дефинираше, кој што беше представен еднаш, значи следното решение кој што го представи СДСМ не беше тој предлог, туку беше дополнет од нивна страна. По мое убедување не беше адекватно дополнет и потоа се врати основна верзија. Значи, овдека многу често се лицитираше со имење или зад нечие име се крија предлози кои што всушност малку се прошверцува поинаку. Дојдовме до моментот кога тие работи веќе не функционираат, кога се соочуваме со вистината. Ако сакате да ви кажете дека ние денеска ќе успееме да имаме поквалитетна медиумска сфера со тоа што ќе ја броиме минутажата, кој колку зборел во студио или колку бил викан и слично, тоа ни покажува доколку паднале медиумите во вршењето на својата функција и доколку политичките партии придонеле во создавањето на таква медиумска ситуација. Тоа не значи дека веднаш ќе се средат работите. Но, заради тоа ни требаше време како да се овозможи прелазот од оваа состојба која што е денеска и која очигледно не е добра, да стигнеме до нешто подобро. Исто како што сега, како викаме, не, ова е само едно административно прочистување на избирачкиот список. Еве луѓе, по овој избирачки список ќе се оди на локални избори за 3 месеци после 11 декември. Значи, немојте да мислиме дека проблемот е затворен. И да, затоа се сите мои сомнежи и сите овие несогласувања кои што сме ги констатирале во ОД, дека цело време парцијално решение на парцијалното решение го враќа проблемот на почеток. Натаму во делот на таа медиумска регулација. Ајде сега методологијата, нели стана проблем, па сега ќе се прифатат некои забелешки и слично. Јас да ви дадам еден пример. Вие денеска сте решиле да ме направите мене масакар, да речеме, на вестите во вашата телевизија. Портал има некој од соговорниците. На тој портал ќе кажат дека тој и тој е удала, идиот, ваков, таков. Вие ќе пренесете таа вест и ќе речете, порталот тој и тој рече дека ово е ваков, ваков и ваков.
Вие сте виновни за тоа. Клеветите, ако клеветите да ништо не ви амнестира. Вие ли сте виновни за тоа? Не, вие ќе речете јас го пренесов само. Клевета, пак Значи, сте. видете се, јас затоа сам почеток многу предпазлив во сите овие договарања, џентлменски договарања во Македонија. Џентлменство во македонската политика не постои, очигледно го видовме тоа. За медиумите е многу широко прашањето и концептите се многу различни. Од Значи, не американските зборувам сега за модели концепт. до европските Не зборувам за затоа концепт, се согласувам. во најголем дел од согласувам. земјите само се казнува клеветата и лагата. Ако Согласувам. ширите лаги и клевети, одите на суд и вашата одговарате за тоа. За констатација- другото нема регулација. Има негде кај што има регулација. Согласно со сервис вашата е друго констатација, но прашање. ние Приватни мораме медиуми да е друго прашање. избереме концепт. Она што нас не засега моментов е дали ова решение што го постигна гарантира дека на 11 декември ќе има избори, до тогаш ќе имаме медиуми од кои за опозицијата ќе биде задоволна и нема да речи дека тоа било проблем ради резултатите што биле вакви или такви, или власта, се Ако разбира. сакате да бидам песимист, да, ние ќе имаме избори, нема да имаме квалитетна држава. И сега полесно... Не, дали резултатите може утре некој да каже дека биле такви и такви поради медиумите. Сега да ја префрли вината може да на каже избирачкиот за список се. или на медиумите. Па тоа е проблемот. Тоа го кажувам од сам почеток. Може да каже за се. Затоа што сега се врши мониторинг, во ред, ние ќе вршиме мониторинг колку пати сме биле викнати, колку минути не ни биле дадени и секој тоа ќе го прави. Па не му се свиѓа на некој нешто, ајде почни од поново. За избирачкиот список во старт ги кажуваме дилемите. Во старт ги кажуваме сомневањата. И се ние ако сакаме да кажеме дека да, сега можеме да идеме на фери демократски избори, не може. И тоа е проблемот што ние имаме административна одлука на четворица дека создадени се фери демократски избори. Па еве услови за фери демократски избори. Па еве споредете ги условите 2014, споредете ги сега, споредете што беше на 24 април и сега, ќе видите дека има толку мало поместување, што на крај власта ќе се обиде да поентира дека, значи ова го зборувам како опозицијска партија. Власта на крај ќе се обиде да поентира дека се бегало од избори, а всушност ништо не се променило. И со одењето на 11 декември во вакви услови, тоа само ќе се потврди. А не е така. Причините биле многу поголеми и јас стојам за тоа дека ние имаме уште 10 пати по толку гласачи да провериме. Ако сакаме, односно да го средиме избирачкиот список за уште 10 пати по овие што беа најдени како неконзистентни записи. Не, научивме многу нови термини. А не ми да говори Неконзистентни записи, да тоа е еден од дозволете покреативните. да завршам мислата. Значи јас ова што го зборувам не сакам да биде сватено, ниту го зборувам од инај. Она што го кажувам е непријатната вистина која некој мора да ја соопшти на луѓето. Аналитичарите ги почитувам, но она што сме одговорни, оние кои што сакаме да се бавиме со политика, е да ги кажеме работите и да предупредиме на опасностите со сета одговорност за тоа што го кажуваме. Извинете што сега ништо. Господин Рамадани, кој е вашето мислење за медиумите? Кажавме дека се навистина широка тема и има многу агли за дискутирање. Она што нас ни е фокусот во оваа емисија и во предизборието е секако медиумите во функција на изборната кампања и на предизборието. Мислите ли дека на ваков начин опозицијата има доволно причини да биде задоволна од решението? Па не, прво се сложувам значи со тебе дека тоа е широка тема и сакам да назначам пак дека и таа комисијата вчера утврдена, значи адхок комисијата, називот е привремена комисија, значи се работи за овие 100 дена. Да, за овие 100 дена да не се расправаме дека некој со ова ќе ги среди медиумите во Македонија. И другата работа која сакам да ја кажам по овој пат е дека во Македонија се знае тоа, значи според сите списи и критерии дека во Македонија имаме нездраво медиумска сцена. Тоест, значи ние имаме колку имаме телевизии, секоја споредба со било која земја за нас тука е ние треба и мора да најдеме наше уникатно решение со кое ќе се среди ова медиумска сцена. Нашиот пазар е мал, значи медиумскиот колач е пак и уделот на државата во опстојувањето на медиумите не само на јавниот сервис, туку преку други начини, било тоа да се локални или државни пари во другите медиуми е многу голем со тоа што ги руши сите други пазарни равнотежи и тоа некако мора да се среди. И трета работа која сакам да ја кажам е дека вчера, значи имавме јавно заветување од лидерот на опозицијата дека
при нивно политичко освојување на мнозинството, ќе го усвојат предлогот последниот на Питер Ван Хојте, кој е поддржан од најголемата новинарска асоциација ЗНМ. Значи се обстојува на тоа и со тоа некако се укажуваше дека ова е привремено решение. И четврта работа која морам да ја кажам и да ја назначам во овој пат е за составот на адхок телото. Она што се случи последните денови е голем хендикеп за целата медиумска сцена, но создава на некој начин и раздор кај новинарите, посебно значи кај пријавените кандидати. Да не забораваме, значи почна идејата. Практично огласот беше поништен. Да, па не беше поништен, не беше официјално поништен, но ниту еден од пријавените не беше прифатен. Значи тоа прво логиката беше дека, не знам, најголемиот спор се води во медиумскиот дел на македонски јазик, така да го ако може да го назначиме или поделиме, и затоа беше онак партиската контрола поделена по два и демек оној независниот четвртиот требало самите да го одберат членовите и тој ќе било албанец. Не знам што има врска тоа со по професија албанец. Да. Значи со тоа, така да имаше тоа, но веројатно по тоа се мислеше некако да се каже на независноста на тоа. И имаме јавно заветување, значи од една од партиите учесници во тој процес, ДУИ, која имала гласови албанци во минатото, дека нема да се меша во тој избор. И после тоа имавме кандидирање на луѓе, 10 мислам беше првата листа, на крајот останаа 4, па на крајот останаа двојца, нели, кои не се откажаа од трката и целата препирка меѓу тие членови се водеше околу тоа. На крајот, значи сите излегуваат дали од телевизор или од смоки, излезе еден пети член, веројатно од некоја партиска листа. Сега да, значи изгледа од партиска листа и тоа од една партија во власта, значи ДУИ, која што нели имаше јавна заложба дека нема да се меша во тоа. Со ова се создаде прво компрометирање на тие луѓе кои стварно поверувале на тоа дека треба да се пријават на конкурсот, се пријавиле и до крај обстоија и беа јавно третирани, значи со име и презиме, и сега треба да се мисли околу нивниот кредибилитет. Да не заборавиме и претходните расправи. Да бидеме искрени, да, уште на 20 јули кога беше соопштено како ќе се составува тоа тело, јасно беше дека петтиот член ќе биде проблематично да се договори, дека на кратко партиите треба да го договорат. Дека ќе има толку жртви во меѓувреме, да не заборавиме, имаше препирка помеѓу некои кандидати и матичната организација, значи најголемата матична организација на новинарите ЗНМ, па после препирање помеѓу кандидатите и така натаму, и сето процес на новинарските движенија беше. Да, но тоа остава горчина која мислам ќе се не е важно, сега она што е важно го составува. Она е важно, значи да одговорам на прашањето, мислам дека ќе функционира за придавање на минимален баланс и некоја равнотежа, посебно комбинирано значи со сервисот на МРТВ, со првата редакција на македонски јазик. Мислам дека треба да следат промени и во другите редакции кои се заборавени, но кои се исто дел од МРТВ, а тоа е редакцијата на албански јазик, на турски јазик, на бошњачки и така натаму. Не сме бараш. Да. Само само бараш. Да, не е за тоа, туку сега што се бара за објективизација, не можеш да влезеш у процес на не знам некакво барање на независност или на некој медиум, а да кажеш дека некој ќоше пак ќе остане не знам заборавено или заглавено, било тоа да е редакцијата на турски јазик или на албански јазик и така натаму. Мислам дека и таму треба да следат некои балансирање, посебно во овој период, и истите тие да бидат подлежни на мониторинг пред се на ова привременото адхок тело, но и на другите институции на државата. Имаме уште неколку теми и продолжуваме веднаш по кратката пауза за реклами. Почитувани гледачи, назад сме во студиото на телевизија Нова со последниот дел од вечерашното отворено студио, во кое почнавме со одбројувањето, 100 дена сме пред изборите. Господине Божиновски, последниот дел го започнувам со вас. Вечерва Централниот одбор на СДСМ треба да ги предложи функционерите што утре треба да бидат избрани во новата техничка влада. Ова е второ бит да профункционира тоа. Претходниот не беше баш славен. Го пометиме по многобројните блокади, тужби, жалби. Што очекувате
да се случува од утре натаму тие 100 дена, дали таа влада навистина ќе биде техничка и дали ќе функционира? Па не овој нема да бидеш многу славен, да ти кажам наискрено. Не очекувам нешто дека ќе се промени. Едноставно како што беше и претходно, така ќе има и И дали зависи од кадровските промени? Дали евентуално не се најуваат некакви значителни разлики, но дали тоа зависи функционирањето од кадровските промени? Не. Значи без разлика дали ќе бидат истите, најверојатно ќе бидат или ќе бидат некои различни, едноставно повторно ќе се закочи нормалното функционирање на владата. И уствари ние всушност ние ќе треба да ги стераме овие 100 дена некако. Тоа е ништо друго. Јас сум секогаш противник на такви некои решенија, технички влади, не знам, заменици, па министри, па од ова. Не ја гледам искрено поентата. Добро, опозицијата го бараше тоа. Па да знам дека го бараше, ама не ја гледам поентата. Особено па не ја гледам поентата и тоа никој никогаш не ми го објасни. Да прашувам цела година зошто министерот за труд и социјала. Зошто министерот за труд и социјала? Што има злоупотреба со социјалната Каква помош. злоупотреба? Заведена е у 3 изборни Точно се знае циклуси. кој каде. Значи Министерството за труд и социјала е као само значи пренасочувач на парите. Да, ако земеш има најголем буџет, ама тие имало пари се злоупотреба, затоа се барало. Значи Па не ова се не е у покажа. нормална држава, му у ненормална држава тоа се бара. Не се покажа тие злоупотреби, беше нели Ремески, колку беше Ремеска, 6 Сите месеци, беа, колку да, беа, 6 па не видовме дека нешто има. Не, имаше 2-3 големи вака убројност со некои додатоци што Искрено. имаше пресконференци. Искрено. Не, јас- само да ти одговорам на тоа. Не, ама ја не видов ништо, значи као граѓани вака не видов од некаков ефект од тоа што имаме ние технички министри, ама едноставно сега ќе треба пак ние као граѓани да трпиме уште 100 дена од нефункционалност на одредени сегменти на владата. Тоа е тоа. Што друго да кажем? Величковски. Ти учествуваш во владата? Не, јас оставам аналитичарите прво, вие да си, нели, си имате аналитички ставови, јас застапувам политички, така да не би било коректно да ви се уфрлам во. Да. Иначе ставот ќе го сообщам на крај секако. Па, јас мислам дека после вака, еве сега имаме совпаѓање, чисто да се шегуваме малку, значи на 2 Оливера во МВР. Мислам дека следните настапи било за денот на независноста, не треба веќе ни Цеца ни Северина да ја викаме, туку само Оливер Драгоевиќ, очигледно по негово име се именувани овие. Шегата настрана, мислам дека конечно поголемите турбуленции ќе ги има во МВР, посебно со овие последните итровштини која сепак да се сочува некоја контрола во тоа, но мислам дека овој пат по другачие ќе функционира. Добро, и Спасовски веројатно има поголемо искуство сега, ќе знае. Па ако биде тој истиот, да. И другата работа ќе биде исто и во Министерството за социјална и во финансиите, каде пак ќе има значи контрола околу задолжувањата. Да не заборавиме, значи Македонија е во тешка финансиска состојба. Ние видовме веќе во 2-3 листи дека ни се намалуваат оценките и каматните стапки и другите економски показатели, така да и таму ќе има некои работи на кои треба да се има увид пред изборите и мислам дека би требало и околу тоа да се занимаваме. Не знам да кажам колку ќе функционира, посебно тоа што го наведе господинот Величковски дека прошлиот пат имавме некои административни препирања со пријави и контрапријави и мислам дека од сите тие по 20 тужби на ден мислам имаше, не знам дали една или две се завршени, некои да се завршеа, некои да се завршеа во управниот суд, мислам дека ќе ни беше појасно сега дали следниот пат ќе функционира, да се надеваме дека во следниот период, посебно сега што е прекинат веќе судскиот штрајк, ќе може да Добро, сега и со почне да се договорот завршат 20 јули и предвидено неколку смени може да прави новиот министер за внатрешни работи, така да, таа пречка ама и тие, веројатно и јас очекувам, мислам, сакам да сум оптимист дека повеќе ќе функционира. И да не заборавиме дека пак ова како што е наведено, значи и од партиите од власта, ова е системско решение за било кои идни избори и мислам дека е во ред како демократско решение да се има. Морам да ве коригирам, системско е само за повлекувањето на премиерот, ако не се лажам, Божиновски вие знаете подобро. Мислам дека само за повлекувањето на премиерот е 100 дена пред избори, а
ова Не ваква е за влада е техничка, само за да. овие избори, да. Техничка влада или јас што ја нарекувам влада со хендикеп. Значи. Да, Тоа е значи само за ова е избори. влада за Не, ова е само за овие попрецизни, избори влада и за добро е што е организирање така. За дополнителни на заменици. овие избори, а и за премиерот ако не настане некоја примена таму, како што беше случајот со назначување на нов министер за 24 сата, кој потоа ќе изгледа ќе бил Добро, тоа си е политичка одлука и е легитимна, нема зашто да околу се тоа. приговара на тоа. Не е легитимна, само легална. Инаку легитимноста одамна е завршена со самиот стил, но добро. Дозволете, ај вака сега да резимирам нешто со што ќе илустрира целокупната очекувана нефункционалност на оваа техничка влада. Прво, се согласив дека избирачкиот список баш иначе да е прочистен или воопшто ништо не е чепнато и Па не дека баш се согласивте. или горе-долу Не знам останува. Божиновски дали да ми не се се караме согласува. сега. Па горе-долу гледам дека на тоа е НЗС. Во делот на согласуваме дека медиумите, во делот на не се медиумите гледаме дека нема де факто никаква содржинска промена. Имаме само адхок решение со партиска назнака. Ако сакавме решение, ќе кажавме, дечки, кој има медиум, тој нема што да располага или да се занимава со друг бизнес. И тука завршува. Тогаш ќе можеше медиум, значи Немаше да медиумот има да има медиуми во и- Македонија така. така. А бидејќи бизнисот нема, односно има и така кој жестоки врски со политиката, јасно е до каде се медиумите. Потоа доаѓаме до адхок решенија, техничка влада, па таа влада нели кој да се повлече кога, па оваа сега е посебно значи со дополнителни заменици со едно со друго. Значи нормални демократи тоа го решиле многу едноставно. Повлекувањето не е формално, но е фактичко на сите тие што ги вршат јавните функции. Зашто? Затоа што има институции во кои што вработените може да имаат политичка определба до утре, ама го следат законот. Овде законот не се почитува. И основниот проблем е во тоа што никој не го почитува законот. А некогаш е и тешко да се почитува закон, бидејќи имаше 17 измени, па никој не знае што е всушност закон. По тие параметри, ние доаѓаме до влада која што 100 дена луѓето ќе седат во кабинети. Значи имавме задолжување во текот кога имаше и опозиција, пржинската опозиција кога беше застапена во владата. И во оваа државна коалиција на Груевски, Ахмети и Заев повторно ќе се случува истото. Сите работи ќе си течат, само со повеќе галама. Истото што се случуваше и до сега. За жал, како опозицијска партија, тоа немаме намера да го легитимираме или да го прифаќаме. За жал, велат на тие што се потписници на таквата политика или оние кои што сакаат да се лажат и да живеат во розевиот филм, дека тоа е добро. Така, да, значи имаме и нов момент да не го заборавиме, значи имаме сега потписник на Пржински договор кој не е учесник во ова привремена влада, тоа е ДПА. Така да и таму имаше назнаки, првата изјава на лидерот на таа партија беше дека ќе им дише на врат околу тоа и тоа е добро, значи за целиот процес колку може тоа тие да прават, но за разлика од непарламентарни партии, за разлика од непарламентарни партии, човекот и таа партијата е потписник на Пржинскиот договор, така да може да се има некој Исто како што е потписник на сите досегашни договори, видовме дека ептен им дишеше. Како и да е, она што е суштина е дека со вакво адхок решение, кое што не се занимава со суштината на проблемот, со нефункционалноста на институциите и со одржување на партискиот поредок кој ги компрометира институциите и ги доведе до нефункционалност, не можеме да очекуваме ништо повеќе од површинска неталаса и политика, како беше, со тоа го дефинирав со една пословица која што е чуена, нахрани кучињата, не пивкај копчињата. Тоа се случува и во моментот. Искрено речено, очекувам тоа така да продолжи, доколку одбројувањето заврши со 100 дена до изборите. Божиновски, што очекувате да биде фокус во кампањата? Кампањата е далеко од сега, но секако чим се распишани, закажани изборите за 11 декември, јасно е дека неформалната кампања веќе е започната. Па да, добро, кампањата не е ни престаната. Ние имаме предкампањи, имаме неофицијални кампањи, неформални кампањи. Не, формалната е само финиш. Видовме дека очигледно за економија многу малку се зборува и сега и веројатно тешко и дека ќе дојде во фокусот на вниманието она што граѓаните веројатно најмногу ги засега. Мислам дека ќе дојде. Мислам дека власта ќе оди со една позитивна кампања, промотивна кампања,
каде што ќе биде фокусот економијата, додека опозицијата до што идовме до сега ќе оди повторно исклучиво со негативна кампања. Она говорам за СДСМ, значи не за цела опозиција, ќе видиме сега кој како ќе се пријави на изборите. Ќе оди со негативна кампања, не дека имаше до сега некоја корист од тоа, но очигледно дека тоа валјде е полесно. И тука нели се шпекулира, сега тоа треба да видиме како ќе се постави специјалното јавно обвинителство во овој случај, затоа што кредибилитетот им е доста намален. Веќе ги некој начин ги споја како некаков приврзок кон СДСМ. И мислам дека од работата на специјалното јавно обвинителство ќе видиме дали тоа ќе се потврди или нема да се потврди, дали ќе бидат алатка на СДСМ во кампањата или едноставно ќе си ја тераат работата за која што и се создадени. Но генерално СДСМ ќе оди на негативна кампања, а додека мислам дека власта ќе оди повеќе на позитивна кампања. Од она што беше до сега како би рекол основа во самите медиумски представувања и на СДСМ и на ВМРО-ДПМН. Не очекувам и не верувам дека тоа ќе се смени за 3 месеци, затоа што како што рековте на почетокот, ние сме во кампања од избори до избори, така да тоа е. Господин Рамадани, што очекувате вие, каква кампања ќе биде? Меѓуетничките односи секогаш се користеле или се употребувале или злоупотребувале во кампањите. Сега се чини дека таа тема воопшто нема да биде присутна, барем тоа што го гледаме во моменти. Да, така се чини, но тоа беше случај и тогаш, значи не се чинеше дека некој ќе направи кампања околу, не знам, што беше Кичево и Струга, но пак бидна и така да никогаш не можеме не треба многу за да се врати на агендата. Да, не треба многу да се врати. Нам ни предстои сега да не заборавиме, значи следниот голем настан е фудбалска утакмица помеѓу Македонија и Албанија, чисто да ја наговестам за да ја гледаме сите и не знам било што околу тој аспект, да. Шкендија колку врева се крена. На пример, да, се крена врева иако беше целото таа нелогичност. И но пак мислам дека нема да се остави, мислам дека СДСМ ќе почне да увиде како што се некои изборувања овие денови, дека таа не губи од својата политичка тежина или дека е помала партија од другата партија, туку губи на коалициска моќ, значи и полека ќе почне да ја создаде таа коалициска моќ и да направи што повеќе коалициони. Мислите можно е да дојде до меѓуетнички коалиции? Па не знам за меѓуетнички коалиции, посебно не за македонско-албанскиот дел, но сигурно во другиот дел, да не заборавиме, значи ВМРО е во коалиција со 2 ромски партии, не знам, 3 бошњачки и така натаму, и тоа понедостасува кај СДСМ, тоа е помалку кај СДСМ пресметано со бројки и мислам дека ќе работи на тоа да го изгради. Јас не верувам дека СЈО, која има најширока поддршка од сите институции, државни институции до сега во Македонија ќе се вклучи во било која кампања, но се очекува СЈО, значи со влегувањето во новите простори и со завршувањето на предистражни постапки, конечно ние да видиме, значи некои почнати процеси веќе што работеле тие луѓе сите овие денови што не сме ги виделе, дали само биле на одмор или само предистражно. Она што го вели Божиновски е важно, ќе се види на каков начин ќе биде тоа презентирано и што ќе биде презентирано. Посебно се очекува да почне и делот, да не заборавиме, значи делот на албанските партии, од 4 подписници, скоро 50% на подписници се тие и во целиот политички живот и врева тие учествуваат на некој начин. Мислам дека и тие на некаков начин ќе бидат субјект и објект на третирање, исто и од ова државна. Може да очекуваме некакво изненадување во албанскиот блок на партии се појавија без се појави тоа реформско движење во ДП. Дали може да се наруши комодитетот на овие две условно најголеми партии ДП и ДУИ? Јас мислам дека не дека само ќе се наруши, туку ќе се преиначи, а тоа покажуваат некои анкети кои беа направена според некоја за мене чудна методологија, но околу поделба на гласачи со тоа во
да кажеме претежно албански средини, каде што подоста се покажа еден факт дека БЕСА и реформското движење во ДПА предводено од струшкиот градоначалник уште во почетокот има толкава широка поддршка. Да, и Руфија знаете, знаете, не е нормално некој вчера да формирал партија, тоест за една година и да има толкава поддршка во најава, значи нешто чудно се случува и мислам дека тоа ќе се Ќе се види на 11 декември. Господин Величковски, во македонскиот блок ситуацијата е доста поразлична. Па не е Нема доста некој поразлично. трет субјект значителен, освен вашиот се разбира. Не, остајте сега генерално се да поделени во вие пишувате во колумната СДСМ плюс и ВМРО ДПМН плюс. Генерално така се коалициите. Вие се залагате за постизборни коалиции, но очигледно тој концепт за сега е идеалистички за наши услови. Па не, тоа е заради начинот на кој што се прават анкетите во македонскиот кампус и затоа да речеме изненадани господинот Рамаданиот за методологиите. Има и интересни како да кажем анкети кои што нормално па и не се јавуваат баш многу често во јавноста, кои всушност сличен процес на овој укажуваат и во така да го наречеме условно македонскиот етнички кампус. Брзањето за избори од четирите партии всушност за одржување на партискиот поредок. Одржувањето на партискиот поредок им е можен само со одржување на постојната позиција и начинот на организирање. СДСМ плюс, ВМРО ДПМН плюс. Проблемот е во тоа што оваа криза го изферментира и многу го сензибилизира гласачката телика и македонците. Тоа значи дека класичната доверба кон раководствата е завршена работа. Значи таа доверба постои во рамки на определените партијаши. Факт е дека тоа е огромен број, факт е дека партиите нема да престанат да постојат после овие избори, но тој тренд кој што се појавува и тој опсек на гласачи кои што се определени да не гласаат за ниедна од тие две партии е зголемен. И тоа значително зголемен. И вниманието кое што се јавува, токму по дистинкцијата на клучните прашања. Ја затоа не сакав да зборувам за персонални решенија и слично, било во опозицијата, било во власт. Но пржинската опозиција и односно сега сите пржинска власт заедно, сега го чувствуваат проблемот на недлабинското решавање на суштинските прашања. И сега, ако сакаме да го одржиме, значи тоа е прашањето пред кое е појавено и самото граѓанско општество, и она што се невладени организации, и она што се аналитичари, колумнисти и слично, и на сите им е јасно дека опсегот на класичните коалиции нема да се зголеми доколку остане во таа форма. Ајде сега сите математички 1 плюс 1 2. Тоа на избори никогаш не е така. Оно што е јасно е дека всушност недовербата кон политичките лидерства е таа која што добар дел од граѓаните дистанцира од гласање, а друг дел од граѓаните или ги тера да го прешкртаат ливчето или да бараат друга алтернатива. Тоа се трендови кои што ќе се покаже во следниот период колку се променети. И заради тоа очекувам обид за класична кампања кај пржинските потписници, обид за подценување на сето она што не е пржинска четврка. За тоа дали ќе има изненадување или не, ќе покаже 11 декември. Вие имавте одлука да одите сами на избори лани од септември, останувате? Да, нашата одлука за самостоен настап е донесена во септември и мислам 2015 година. Лани, да. Така што мислам дека во изминатиот период ја задржавме конзистентноста на тој пристап. И колумната на која што веројатно беше еден од поводите за ова вечера што се знаменита колумна. Таа кажавте незиното име. Па суштината е во тоа што кога не може да се изведат гласовите на таков класичен начин, бидејќи според нас 2011 беше последниот момент кога можеше да се направи еден таков крупен исчекор со класичните коалиции. Значи дека ние сега имаме потреба да ги адресираме граѓаните кои треба да ги препознаат својот специфичен дел на потреби кој што ќе го идентификуваат преку либералната партија, преку друга партија која што ви од опозицијата сметаат дека сите што настапуваат на ваков начин работат во корист на власта и дека ја рцепкувате опозицијата. Одма за тоа ве обвинуваат опозицијата. Јасно е дека и тоа ќе бидат пристапи, но кога ќе се седнат и кога ќе се простудираат бројките, кога ќе се простудираат социолошките аспекти, се надевам дека и таму некој ќе седне и ќе размисли малку поинтензивно, бидејќи класичниот пристап на два фронта
значи ако сака да го зборуваме тоа во на форма на стратегија, во судир во фронтален судир, вие треба да бидете робовски судир, како што е во Македонија во моментот, треба да имате надмоќност 3:1 за да го совладате непријателот. Нашиот предлог беше 3 одвоени фронта, кои што се позиционираат на еден заеднички политички непријател. Тој концепт што сме го изложиле пред 6 месеци, кога многумина само се занимава со суштината на дали да има 2 заменика ваму, 3 заменика онаму, еден допунски и слично. Затоа реков, кога ја гледавме и колата, оваа кола имаше и шлеп служба и се, но требаше некој да рече дајте ја куката да ја прикачиме. Сега ќе мораме тие прашања да ги решаваме малку со, така да кажам, одложен тек. Да резимирам, ќе биде обидот за класична кампања, но резултатите ќе покажат дека тоа нема да биде можно, односно дека таа веќе не допира до луѓето. Инаку тие што се партиски определени, од било која причина, од интерес, доверба, од двете, тие ќе си продолжат кон партијата кон која се ориентирале. Божиновски, ги следите долго време, практично сте експерт за таа област, за јавното истражување на мислењето. Што може да се очекува во следниот период? Дали ова што го говори Величковски може да се случи или сепак таа длабока поделеност на која сме сведоци во последниве години на власта и опозицијата сепак ќе биде пресудна за денот на изборите? Види, до сега нема некакви поместувања во однос на истражувањата на јавното мнение. Дека нешто сериозно ќе може да се случи за 3 месеци, нема да се случи. Дека постои одреден процент кој што би можел да гласа за некоја трета опција доколку понудата е добра, секогаш е тоа така, само ќе видиме колку ќе успее да се представи. Има ли време за такво нешто? Времето е кратко, и за да пробие, значи, некаква трета опција до граѓаните, таа треба да биде добро представена. Таа треба пред се да биде на некој начин погодна за оние кои што спаѓаат во блокот ни едни ни други, а сепак може да искочат и да гласат. Али дека тоа може да биде пресудна опција, тоа не. Повторно говориме за ВМРО, ДПМН и СДСМ. Ретизите се горе-доле како и во изминатите десетина години. Нормално, нели, со одредени поместувања, но нема ништо драстично. Што значи, за тоа може да се толкува на повеќе начини, прекратко е времето за да влегуваме во подетална анализа. Здраве Боже, понатаму се надевам пак имаме шанса и може да говориме малку. Да, на крајот сме на емисијата. За крајот уште по една реченица. Дали очекувате на 11 декември, доколку се разбира има избори, да заврши кризата и што потоа? Да, ја очекувам дека на 11 декември ќе имаме избори и ќе имаме следниот резултат од избори, ќе има легитимно политичко представување на повеќе македонски граѓани, кој би можело да донесе до тоа да имаме нови институции, значи владење на институциите кои потоа ќе може да ја оправат државата. Да не заборавиме, ние живееме во еден тотално деинституционализирање, што на најсликовит начин и најжалостен начин ни покажа и последните поплави, и мислам дека тоа треба за час побрзо да се среди, и мислам дека тоа е желбата на огромното мнозинство на македонските граѓани, и секој оној кој што ќе го артикулира тоа, мислам дека ќе добие многу во политиката. Кризата се гледа крајот на кризата. Тоа е веројатно најважно. Кажа Божиновски на почетокот, преморени се луѓето веќе сите на ова криза. Величковски, вие уште на почетокот кажавте дека кризата ќе продолжи уште на 12 декември. Сите партии се обврзаа дека веднаш по изборите, без разлика на резултатот, ќе се посветат на реализација на извештајот на Прибе. Дали можеби тоа ви ветува нешто и ви најавува? Не, на тие ветувања одамна како и на Дедо Мраз сум престанал да очекувам да се реализираат, но како и да е. Доколку гледате ви ли некош дека ќе излеземе од кризата ако продолжиме до 12 декември? Со овој тип на избори, кризата само се одложува, дури господинот треба да ни каже на оваа криза. Но оваа криза делот е малку поголема криза и таа не започна во 2014, започната многу порано. Од тие причини многу е покорисно да се кажат фактите. Да, ние ќе добиеме можеби на 11 декември
нов собраниски состав, а натаму што ќе добиеме, тоа ќе покаже времето, но не ве очекувам дека тоа ќе биде баш нешто многу продуктивно за граѓаните на Република Вие ќе Македонија. учествувате на Божиновски, избори или на уште една планина реченица, ќе Божиновски. излезете со ваков став? Да, дали очекувате да заврши кризата на 11 декември? Не, стварно прашувам. Дали ќе имам избори кои ќе бидат признати од сите и Ќе да ви се одговорам посветиме на работите што ги очекуваат граѓаните? Види, јас со оглед дека се нели мојата работа истражување на јавното мнение, јас знам како што ќе се движи од прилика, мене ме интересира само моментот дали и оние кои што ќе ги изгубат изборите ќе излезат и ќе ги признаат. Тоа е најважниот момент, да. Мене тоа ми е најбитно. Така да нема многу да се припотресувам околу тоа кој како што, како ќе бидат резултатите, затоа што од прилика веќе ги знаеме резултатите. Никогаш не може да има до некакви волшебни нели промени, нити имало, нити ќе има, не само кај нас никаде. Но најзначајно е во обично 11-12 часот околу полнок по денот на изборите сите лидери да излезат и да ги прифатат резултатите и на тој начин да се заврши кризата. Затоа траеше оваа криза година и пол, се надеваме дека ќе биде така. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Останете со нашата програма. За неколку минути почнува информативниот преглед со најновите информации во него и ако заврши Централниот одбор, секако информација кои ќе бидат министрите на СДСМ и нивните дополнителни заменици министри во техничката влада која треба да биде избрана утре. Од мене довидување.